Фудбалскиот стратег Драган Христовски, кој го превзема составот на фудбалскиот клуб Брегалница, по заминувањето на Ѓуре Јовановски останува и понатаму да го предводи штипскиот праволигаш и во пролетниот дел од сезоната. Брегалница води сериозни преговори со играчи кои ќе го заселат штипскиот состав и ќе му помогнат да остане понатаму во првата лига на Македонија. Играчите ќе тренираат до 25 овој месец, пошто следи кратка пауза за време на празниците. Во неофицијален разговор, тренерот Христовски најави враќање на Брегалница на победничката патека. Кошаркарите на Универзитетот Гоце Делчев пред голем предизвик. Овој викенд решаваат за својот опстанок во првата кошаркарска лига на Македонија. Надпреварот го играат на домашен терен против составот на Водњански лисици. Штипските сили ќе играат со нови дресови, но и со нов играч. Станува збор за Мико Голубовиќ, играч со богато кошаркарско искуство кој е активен во македонската и босанската кошаркарска лига неколку години. Тој доаѓа директно од кошаркарскиот клуб Челик од Босна и Херцеговина. Голубовиќ игра на позицијата центар и ќе биде од големо значење за штипската екипа. Ова е последен надпревар од првиот дел од сезоната. Следува пауза, а кошаркарите на паркетот повторно се враќаат на 1 февруари. Надпреварот се игра утре во салата Јордан Мјалков со почеток во 18 часот. Фудбалската академија Постолов Пандев со генерацијата дечиња родени 2001 година утре ќе одиграат пријателски надпревар во Скопје со екипата на фудбалскиот клуб Работнички. Надпреварот ќе започне во 11 часот. Македонските кикбоксери од денес па се до недела ќе настапат на светскиот куп Хрватска Опен што ќе се одржи во Макарска. За Хрватска отпатуваа Кристијан Корпашев, Ѓоше Ѓошев, Божидар Јанков, Викторија Варадинова и Јована Арсова, кои се членови на кикбокс клубот Гладијатор од Штип. Тие ќе бидат предводени од Димитар Георгиев, кој е член на клубот Гладијатор од Неготино.